done it. And Box now, Box. We're heading into the wall, but you've got Verstappen going through turn number one. And it's lights out and away we go. Unbelievable stuff coming out of the final corner. Здраво на сите и добре дојдовте во уште една епизода на Сектор 1 подкаст, вашата доза на Формула 1 во Македонија. Ние сме Давор и Адријан и денес со особена чест ги представуваме младиот и талентиран возач Стефан Тренески. Стефан, добре дојде. Здраво, фала на поканата. Се надеваме, Стефан, дека си добро. Тој ќе стане првиот македонец кој ќе не представува во Формула 4 следната година. Исто така Стефан е и победник на Формула Стар и Формула 4 CS академиите, како и член на Брабабам Мотоспорт, тим кој има освоено 4 шампионски титули во Формула 1, но сега се надпреваруваат во сим трките, односно трките на симулатор. Така да Стефан иако е млад, веќе има големо искуство на патеките виртуелно, а и со реални коли и болиди. Така да може сега да се премини на нашиот гостин Стефан, кој сето тоа ќе ни го представи како една приказна, односно како дошол до овој успех кој сега го гледаме сите, а и се надевам дека ќе се прошири. Така да Стефан, можеме и сега и официјално да те представиме. Како почна целава приказна со твоево, како се внесе ти во овој спорт, тркање, траки, коли, болиди, како започна целава оваа приказна? Уште од многу рана возраст, јас одев со мојот татко, кој беше автомобилист, двократен шампион на времето во Македонија, и одев на сите трки со него, и на 13 години тој ми купи симулатор, затоа што картинг беше и е многу скапо. Тој ми купи симулатор и јас веднаш во рок од една година имав одлични резултати и после неколку години потпишав за Брабхам Моторспорт. Лани на 16 годишна возраст јас ја возев мојата прва трка во Твинго купот на Муџело. И после добар пласман јас бев повикан на Формула Стар академија за млади таленти од вкупно 40 возачи кои беа картинг возачи, од рели, од брдски трки и од кружни трки. И јас успеав да победам и тоа ми даде стипендија за оваа година цела да возам јас Рено Твинго Еврокуп. Браво. По Формула 1 патеки, светски патеки. Да, добро познат И патеки. како последица на тој резултат беше мојата покана на Формула 4 академија. Тоа беше и е за мене next level. И јас успеав и таму да победам во Чешка, и тоа ми овозможи делум на стипендија за догодина за Формула 4, и тоа е успех голем за мене, но исто така и за Македонија, затоа што ќе бидам првиот македонец во Формула. Да. Ќе покријаме сите темите сега што ги спомна, но да се навратиме на самиот почеток за да ја опатиме поубаво твојата приказна, ти е стварно за восхитување. Значи може да се каже дека татко ти е твојата инспирација и беше причината за твојата, како да речем, твоето заљубување во тркањето, така? Да. Тој, како што кажа, беше двократен светски шампион. Македонски, светски не. Многу се, да. Македонски шампион се разбира и значи тој може да ни раскажеш малку за неговата кариера, за како што ти има кажувано негови некои приказки, да видиме како ти се родила инспирацијата. Да, како што кажав, јас уште од мал сакав коли, многу не ги разбирав трките како мал, нормално тоа е малце комплициран процес, но од секогаш сум бил заљубен во коли, особено во тркачки коли. И уште од мал одам со него по трки, се дружам, да речам, во такви друштва. И тој кога стана шампион,
со Peugeot 106 рели на брдските, но и на кружните трки во Македонија. Јас се заљубив во спортот и тој кога го крена трофеот, јас знаев дека јас сакам да бидам како него. Изнеш убава гледка била. Да. Да, дефинитивно. Сакав да те прашам, ајде малку да позборуваме за тој почеток во сим рейсингот и како уствари ти премина на тие први настапи, значи започна нели со сим тркање. Како уствари е тоа чувство кога ќе преминиш од сим трките па на веќе реални стази со значи со конкуренти кои стварно имаат искуство и знаење, кои имаат и услов за тренинг, нели? Ајде тука малку да се фокусираме. Како почна тој премин, односно првично по почеток во сим рейсинг, па потоа премин кон реалните трки? Почетокот, како што напоменав, беше на свој 13 години, кога наеднаш тоа јас го земав како забава. Јас симулаторот го земав како забава, не очекував ништо, но после само помалку од еден месец возење, јас имав светски рекорд на еден челендж и знаев дека и татко ми виде талент во мене и одлучи да ми купи професионален симулатор после неколку години. Со тој професионален симулатор ја успеав да потпишам за Брабхам, да имам понатака одлични резултати и да потпишам за Брабхам. И со тој талент и тоа искуство, затоа што симулаторот видите, тоа не изгледа, тоа многу луѓе викаат дека е само игрица, но не е. Моите успеси, не ќе да звучам егоистично, на моите успеси не се, бидејќи тоа е само игрица. Јас научив како да возам на симулатор, сум многу прецизен бидејќи го имам тој симулатор и многу тренинг имам. Секој ден јас возам по 3 до 4 часа и е 90%, јас би рекол дека е 90% исто како во реалноста. Е единственото нешто што не се осеќа е брзината и силата, што се огромен фактор нормално, но можам да се адаптирам во моментот. И бидејќи тоа е многу реалистично, јас сега ќе се натпреварувам во Формула 4. Ова приказна баш онака ме се сетува на филмот Гранд Туризмо, доколку сте гледан. Уште ко спомна дека започнал нели во сим трките чисто онака од разонода, па потоа победил на челендж. А каков беше тој челендж онака? Дали беше нешто да поставиш најдобро време или беше трка со пример да велиме 20 други кои требаше ти да го да си пример меѓу првите 3 или меѓу првите 5. Зборуваме за виртуелно на тоа што почнав? На тоа што почнав. Да. Тоа не беше некој, да речеме, со награда челендж, но многу возачи, имаше стотици илјади возачи и беше поентата беше да кој го има најдоброто време. Но тоа не беше, да речеме, кузне и што, но татко ми виде талент во мене, кога го постави светскиот рекорд, сепак е светски рекорд од 100.000. Тој рекорд, тоа време беше бутнато после тоа, но поентата беше јас имав само 13 години. И без никакво првично без никакво ни карта, еден месец, значи само. И после тоа бев, еве да речеме, на сличен челендж, беше во Мост во Чешка на Формула Стар надпреварот. Овој пат со вистински коли. И таму таа победа ми беше тој момент кој што мене ми овозможи да влезам во реалниот моторспорт. А твоите трки со Брабхам моторспорт, како се одвија? Тоа е како цела сезона, како шампионат цел, значи функционира? Да. До лани моментално има некој процес на промена во сим рейсинг светот, но ќе учествуваме, се спремаме да учествуваме во виртуелниот Леман, 24 часа. Но возиме светски шампионат, познат како SRO, возевме, таа ми беше мене прва сезона, но и други шампионати како Mercedes AMG Virtual Challenge,
каде што се квалификува во топ 28 во свет и завршив, се борев за вице шампион, но завршив петти бидејќи бев избуткан на последната трка, но не, моментално трките на симулатор не ми се приоритет како што е Формула 4 и Брабхам го знае тоа, но исто така сакам да напоменам, го немам кажано ова до сега, тие ќе ме поддржуваат, ќе имам поддршка од Брабхам во Формула 4 трките. Супер. Честитки. Да, особено сакам да се заблагодарам на Дейвид Брабхам, кој е поранешен Леман победник. Тој ќе колку може ќе ме поддржува мене во наредната сезона. Вау, супер. Значи стварно се многу заслужи Да. за твојава приказна и твој премин се разбира во реалниот свет на тркање. Ајде дека спомнам и текна сега ќе го заборавав за малку прашањето, дека спомна Г сила. Колку е најмногу Г сила што имаш почувствувано на трка? Колку е запишано? Во формулата, кога ја тестирав на патеката мост во Формула 4-ката, 4G, не Па и знам, тоа е многу во 3 до 3,5 до 4G, но сега ќе тестирам на Словакија, на И Словакија очекуваш? ринг и очекувам да бидам многу повисок, околу 4,5 до можда и 5. Ќе тестираш со Формула 4 Да. болид? Да, како тренинг, затоа што јас секако следна сезона морам да сум спремен. Ќе возам исто така и на Брно, заслужив, победив една бесплатна трка Формула 4, бидејќи имав одличен резултат на Словакија ринг во Твинго Куп и бев прв од Формула 4 академците и таа трка и овој тест на Словакија ринг ќе ми се супер шанса јас да го научам болидот и да се спремам за кога ќе седнам до година да не се учам кога ќе почне сезоната, туку одма да се бориме за здравје. се надеваме за првото место. Да, нај Боже. Многу е браво, стварно прекрасна приказ на тоа сега. Сакав тука да те прашам, кога започна твојот премин, односно сим рейсинг кон вистинските трки? Кога го доби првиот повик и како го доби првиот повик за сега да се тркаш веќе со ова сето што го спомнанеш и со коли, со болиди, па со Формула 4 еве наредна сезона? На Твинго Куп во Муџело лани во европски шампионат јас сакав да возам една трка. Јас не знаев тогаш уште дека јас неочекувано беше дека јас ќе возам уште оваа година Твинго Куп цела сезона. Таа трка отидов така за забава, но извадив одличен перформанс. Јас претходно само имав еднаш до два пати возена кола. Сонака сам се пријави да се тркаш на таа патека или доби од некого повик како специјален гостин? Не, се пријавив затоа што татко ми учествуваше во европскиот Твинго Куп, но он кога се пензионира, јас сакав да возам една трка колку за забава, но таа трка јас не очекував да биде толку добра, затоа што нели прв пат седнав во тркачка кола, тркачки автомобил од симулатор и на тренинзите имавме два тренинга. Мене ми се расипа, имав проблем со колата, буквално еден круг не свртев за време на тренинзите и седнав на квалификации на дожд, на пораен дожд, без никакво искуство. И се квалификував 8 од 23 коли. За жал беа бутнати сите времиња и беа земени времињата од тренинзите, затоа што имаше некои излетани жолто знаме, не знам точно. Значи беа избришани времиња. Да, избришани од сите коли времињата и ја требаше да стартувам последен затоа што нема време на тренинзите. И од 23-то место успеав да дојдам до 12-то во прва трка со никакво искуство, така да Ти знаеш што би било доколку 8 би стартувал. Да, така да Сега било онака во ред, да речем, во нормални услови. нормални услови. Така да тоа докажа дури на мојот татко дека симулаторот не е само играчка. Дека има вистински кои таленти. се вака разликите помеѓу трките во сими и главните трки, значи на стаза? Дали некоја голема таа разлика и тие турбуленци што ти ги имаш или сепак
може да се каже дека ете има некоја блискост барем во овие тркачки класи. Како што напоменав, гесилите и брзината се најголемата разлика, но како се чувствува колата, како држи во кривините, тоа е многу е реално, како да кажам, Да, да. многу е, буквално е исто и јас ја учам патеката исто да напоменам дека е идентична. Да. Буквално ја учам јас патеката од дома и исто така и болидот и кога ќе седнам сум веднаш на тој лимит. Да речеме и не ми треба многу време јас да се прилагодам, туку тоа се случува веднаш. Не се чувствуваш кога ти е прв пат во Да, болидо и прв како- пат на патака. Како да сум бил повеќе пат до тука. Да. Значи оваа трка во Муџело беше пред Формула старт, Да. тоа значи Уствари деби настап, Да. конечно во гледај што е тука јак факт што тој влегол значи во кола предходно да вози обична кола значи на Да, на пат или се тоа Да. значи пред да земи буквално нов возачка вози со 200 километри на час што е македонскиот Макс Верстапен. стварно- па има така малку лик М. како како Поубав е, поубав. наше дете. Да. И сега како испадна за таа трка во Формула Стар? После овој импресивен резултат, тоа имаше некакво влијание за твојот влез во Формула Стар? речеме? Јас не очекував. Мгм. Имаше пост на Инстаграм за тимот каде што возев на таа трка во Муџело. Лема Рейсинг имаше организирано имаше организирано академија за млади таленти како челендж. И се пријавија 40 картингаши, рели возачи, многу поискусни од мене. Јас само една, дали 10 круга свртев на Муџело во тотал и јас успеав да победам. Неочекувано беше, но за среќа се падна финалето на дожд да биде и на Оу. дожд. Стана сена. Да. Да те прекинам тука малку. Дали тие што се пријавија беа некои си онака баш професионалци што има освоено шампионати во помалие тркачки класи, значи зборувам картинг и дали тие беа млади колку тебе или имаше некој постар да кажеме 24 години, 5, 6? Па повеќето беа млади колку мене, Мгм. затоа што нели деца од картинг преминуваат во формула и во твинго светот и Да. во автомобилизмот. Но исто така имаше и постари, имаше 23-24 годишни од рели дојдени и ја очекував тие да бидат, нели, сите очекуваа, јас не очекував, да бидат први во Твинго купот. Имавме временска трка на дожд со Твинго куп колата. Но јас му реков на својот татко, слушај, дојдени сме 2 дена патуваме до овдека, не се враќаме со второ место, идеме на прво и тоа е тоа. Браво. Затоа што ова ми беше единствена шанса, тоа и Формула 4 академијата на моја возраст јас да стигнам до Формула 4, но исто така и да возам Твинго куп оваа година. Кој е тука твојот најголем, да речам, предизвик, психички предизвик? Како ствари ти се носиш со таа цела, да речем, цел тој предизвик, дожд, па ти си најнов таму, сите се поискусни. Како ти е тоа чувство и кој ти е тука најголем предизвик? Од ментална страна, па и од физичка страна, значи спремност и сето тоа. Како мотивација, би рекол јас, ми е тоа што доаѓам од земја каде што реално немаме толку услови за мотоспорт. За жал немаме патеки, но тоа мене ми дава повеќе мотивација затоа што ја кога одам таму, второто место ништо не ми значи, нигде нема да ме пишува, нема ништо да добијам јас. Да. Така да тоа е, да речам, една предност, но исто така и еден вид на сетбек. Така да има огромен притисок, нели јас сум сепак сега моментално единствениот што ќе се надпреварува во формула на надпреварите, но работам многу на тоа и сум многу мотивиран и многу го сакам тоа што го работам, така да
Тоа е сум многу битно. спремен, да. На се. Ќе дадам се од себе, нормално. Нормално, да. Ова ми е единствена шанса за мене, но исто така има огромна шанса да ова е единствена шанса за Македонија, затоа што оваа академија не се случува секоја година Да, да. и еден вид напремин во формула светот. Браво. Значи, Се надеваме дека ќе ја зграбчиш Да. таа шанса. Премете се сите, наредна сезона гледаме Формула 4. Да, Исто да. така мора ова приказна мора да се прошири дефинитивно да се прикаже на сите оние кои го гледаат овај спорт. А и стварно ми е убаво што делува како да го имаш правилниот менталитет за овој свет на тркање. Ти таму треба да си многу посуров, а и како што кажа, Да. тебе не ти значи ништо второто место, знаеш. Тоа може би некош да те разочара, но сепак секогаш целиш на првото место. Тоа е многу добро, така да. Види, второто место нели е супер, но во вие да речам стапки до Формула 1 второто место ништо не значи. Скоро ништо не значи. Ти ако не си прв, никој не те гледа таму. Да. Значи ти си со менталитетот вториот возач е првиот губитник. Да. Да, Да, баш да, имаше да, да. таков еден quote од еден филм. Не, од If you ain't first, you're last. да. Од Рики Да, Боби. Рики Да. Боби. Ладега Најц, да. Ако И не си прв исто, си последен. нели Сена, кој што Да. кажува, вели Да. вториот е ствари првиот Губитник, губитникот од Тоа останатите. викам, баш има шампионски менталитет, така Ага. тоа е многу битно. А е ми убаво што не оти стандардниот пат за да се влези во тој тркачки свет е преку картинг, и како што кажа, нели се натпреварувал со луѓе што имале рели искуство дури така, и тоа е многу добро што не си дозволил тоа да те демотивира, знаеш, што ти си преку сим рейсинг влезен во реалниот свет и како што кажа на крај дури успее да ги победиш, така да, браво, стварно, тоа е Види, јас голем сум успех. научен више, се навикнав 2 години, овие со Брабхам се надпреваруваме против тимови како Ферари, Макларен, Велоче, Да. BMW, сите врвни тимови и сум научен на конкуренција. Не се плашам од конкуренција. Тие ги гледам исто како обични луѓе, како Да. мене. И секој може да се победи. Само со доволно тренинг, доволно мотивација и поддршка како мојата од Македонија. Тоа е тоа. Дефинитивно, да. Веќе го спомна таја спремност, значи тренинг. Која е вака твоја кој е твојот тренинг, значи како се спремаш за трките, колку часа тренираш, значи на твојот симулатор, колку часа се тренираш, пример, теретана или слично то. Како оди твоето спремање, да речеме, за тие трки? Секој сабајле, јас имам тренинг секој ден. Имам личен тренер кој еве да му пуштиме поздрав Горан. Поздрав до Горан. Кој ме стварно е професионалец и ме спрема секојдневно, особено работиме на дисциплина, на зајакнување на секој мускул во телото, особено вратот. Да. Трчање, многу трчам, секој ден трчам. И затоа што јас викам вака дека трчањето е мајка на секој спорт, иако јас седам во еден кокпит, во седиште, многу луѓе мислат дека тоа не треба многу физичка спремност, но во болидот е над околу 50 степени. Многу е топло. Кондицијата е многу битна дефинитивно Да. во секој спорт. Да. А таа кондиција мене исто така ми помогна за ментално да се спремам, за да не се изгубам во трката и за да го издржам тој напор, таа топлина, јас морам да се спремам, да го спремам и вратот и телото и физички да сум спремен и многу јак ментално. Да. И после секој тренинг, нели имам и други обврски нормално како училиште и така и натака, сепак сум 17 години. Јас вежбам многу, возаме да речеме 3 до 4 часа на симулатор. 2 од нив ги одвојувам за Брабхам, се спремаме за други трки и уште 2 за Формула 4. Го учам болидот од почеток до крај, како да го наместам сетапот, за кога ќе дојдам таму да соработувам со инженерите, за да го извадиме секој дел од колата, мислам да извадиме време од колата, секоја десетинка, затоа што таа една десетинка е 10 позиции. Нормално, да.
Како успеваш вака еве дека спомна тренинг, училиште, обврски се до тоа, како успеваш да ги балансираш вака? Дали ти е лесно или имаш потешкоти? Сигурно на почетокот не ти било лесно со тоа. Ни сега. Ни сега? Искрено не. Ти недостасува некогаш време за тебе онака Да, за ништо да не да. правиш? Да. Дефинитивно имам многу голем ризик. Нели со школото сепак учам школа, сакам да завршам универзитет. Мгм. Но имам многу, да речеме, извојувам многу голем дел од времето за да се посветам на трките и тоа бара, знаеш, да издвоиш неколку работи од твоето Да. време и на пример не можам јас секој ден на пример да искочам и Да. додам Да. на да се кафе или така да. и на таком, ова е приоритет и ова ми е единствена шанса така да Да. се друго доаѓа на второ место. Нормално. Да, дефинитивно тоа е баш Не се, и но најтешкиот дел од целава оваа приказна да се спремиш ментално, значи знаејќи дека имаш слободно време ти да подизлезиш, да се Мгм. прошеташ. Треба да учиш и факултет после тоа, сето тоа да го искомбинираш, значи да одвоиш време, тоа да отргнеш и да се фокусираш на твојата целост, односно да се тркаш во главниот свет, значи Да. во реалниот свет. Тоа како тоа го правиш од страна на ментална спремност? Како се спремаш ментално? Дали исто со твојот тренер значи се спремате и во тој дел или тука имаш некој си ти посебен тренинг што твојот татко ти го пренесува, ти дава некој мотив плюс? Мислам дека целата моја фамилија се, да речам, ангажирани за тоа, кога сме на трка, особено од татко ми, но и од тимот мој, барам тотален фокус, да нема, знаеш, ајде да одиме ваму, ајде да одиме таму и да нема негативно зборење. Например, го гасам телефонот додека сум на трка, затоа што ментално ова е приоритет, се што се збори од страна, да речеме, во моментот небитно. И одам со една цел, тоа е да победам. Дали тоа ќе се случи, секогаш, знаете, има ризици, не можеш да загарантираш Нормално. победа, Да. но давам се од себе, ментално, особено ментално, со мојот тренер работиме на тоа, да сум тотално фокусиран и да не слушам што е од страна. Да. И тоа значи дефинитивно ти помогна за да ја победиш таа формула Да, Star Trek. да. Видете, ева интересна приказна за Формула 4 надпреварот. Јас кога победив на Формула Стар, Мгм. се збореше дека ќе има Формула 4 академија. И јас тука секов знаеш, мора да се спремам. И се спремав од крајот на ноември до март, секој ден по 2 пати работев дневно физички и на симулатор возев за да ја победам таа академија. Но една недела пред самиот надпревар јас фатив стомачен вирус. Тотално катастрофа. Да. Таков сетбек и се што сум работел го изгубив, физички бев здробен, но отидов таму и бев многу мотивиран да победам. Тоа знаев дека е единствена шанса, потоа ако се деси исто таа академија ќе биде више касно, затоа што на рани години се почнува ова. И си реков морам да победам. И кога дојдовме таму, уште од само од картингот, зашто имавме повеќе дисциплини. Ние имавме картинг, физичка спремност, ментална, симулатори, твинго, Формула 4 возење. Јас бев здробен од самиот почеток. Уште на картингот ја рацете не можев да си ги осекам, затоа што цела недела јас лежев во кревет поради тој стомачен вирус. Но не се откажав. Бев прв на картинг, симулатор прв и на неколку дисциплини имав нели блиску конкуренти, затоа што тие деца беа многу спремни. Не само физички и во возење, и физички, и ментално, и сегде. И да речам со мојот најблизок конкурент, бевме на една дисциплина јас прв, тој прв. И беше многу блиску и на крајот беше при крајот беше физичка спремност, каде што се собираа многу поени. И тој издржа 16 минути на една нога со
со рацете вака. И Проверува дали е пијан. да, и 16 минути јас кога го видов време мене ми се стемни. Да. Затоа што во моментот стварно не бев. Но не знам како да го отпишам. Му се молев на Бога да издржам, толку издржав 16 минути и 1 секунда. Да, само да соберам поени за да можам после тоа, затоа што знаев дека на Формула 4 имам шанса со него да се борам и таму победив, да речам, победив ментално кога издржав 16 минути и 1 секунда и тука знаев дека веќе ќе победам. А чекај, ти броеше дека стоиш толку Не, 16 минути, ми кажува. Да, само него сакав да го победам Да. затоа што знаев дека после тоа ќе имам доволно поени да го победам целиот. Значи, турнир. тој имаше точно 16 Да. минути, ти 16 минути и 1 Една секунда. секунда, да. секунда изпушти. Да. Роден А, победник. Да. а што ако чекал уште да Ќе пример го уште слуша да светскиот стои рекорд. Затоа вака? што тој беше прв и ја му го слушнав неговото време и татко ми вика Стефан, знаеш, моментално не си доволно спремен да издржиш. И му викам, чекај, сега ги. Спремен сум уживе. Спремен сум уживе. За Инает. За Инает, да. И 1 секунда Да. како се гаси. Браво. Многу добра приказна, искрено. Ете тогаш баш може би тоа ти било као прв момент дека јас сум спремен без разлика на Да. секој предизвик, јас можам, значи имам една цел, ти си најдобар, јас ќе бидам уште подобар од Да. тебе. Се, дали си имал некој момент кај што си осетил страв негде, така на некоја патека, еве прилично тука, иако си имал мал страв, сепак тоа си го пребродил, значи си рекол јас ќе го тепам овој, колку и време да треба, јас 1 секунда повеќе, толку ми треба, да. прв сум, најдобар сум. Е па сад тука, дали си имал некаков момент, кај што стварно си бил онака страв ти било да возиш, да се надпреваруваш, тој да е дали на патека, дали од страна пред трака или сето тоа. Би рекол дека само еден. И не е во Формула 4, не е за време на, да речеме, на излетување или нешто така, не. На последната трка, сега на Словакија ринг, пред неколку недели, имаше пораен дожд. И сега мене на дожд ми одговара, се супер. Но, знаете вие, кога возите кола во град, кога врне дожд се маглат стаклата, Да, нели? Нормално. Нормално и ние користиме различни средства за да ја тргнеме таа магла, за да не се магли стаклото, но мојот тим погрешка погрешно средство. Ох. И на формацијски круг баш имавме некој дефект со колата и ја направивме таман за таа трка, јас готово, ја победив. Си викам, ова е доминација. Стартуваше на кој Трет. место струваше? Трет? Имав пол позиција на прва пол позиција, да напоменеме најмлад македонец на пол позиција во Браво. автоспортот. Браво, браво. Мислам во автотрките не го бреме картинг, затоа што имало во картинг. Но стартува прв, имав инцидент мал со еден надпреварувач, малце нефер од негова страна. На првата трка и завршив четврт, но на втората трка стартував исто од четврт и се борев за прво место, уште од самиот старт ја дојдов до второто место, на самиот старт, но на крајот од првиот круг ми се замагли целото стакло, буквално ништо не гледав, дзит. Јас не знаев кај терам. Да. Замисли. Не ја гледав патеката воопшто и тоа не е она што го гледаме во Формула 1 дека прска спреј. Прскањето од спрејот не беше проблем. Имаше спреј нормално, ама барем кога прска во Формула 1 можеш да видиш нешто Да, да, патекава барем каде е. Јас буквално ништо не гледав. Само гледав како се палат штоповите од колите напред, од една кола и се борев за првото место. И морав да возам позади некој, затоа што ја не ја гледав патекава Да. каде е. И за жал конкурентот пред мене сгреши, се претера на кочење и јас по него, затоа што ја не ја гледам патекава. Тој излета од патеката, јас успеав некако да се спасам, да се извадам и спаднав до 10-тото место. И имаше разлика голема до 9-тиот
И јас некако ги стиснав, го отворив левиот прозорец, за на левите кривини јас да гледам вака надвор. Барем на некој Што е многу смешно затоа што и ми прскаше вода внатре. Да. Ништо не гледам. Ама како што кажа, поубаво ти прска отколку ништо Да. да не гледаш. Поубаво да ми прска отколку ништо да не гледам. И си искачив до петтата позиција. Некои конкуренти изгрешија, два тројца поминав и завршив петти. Прв од F4 академијата, имаше други деца од F4 академијата затоа што се боревме за бесплатна трка за Формула 4. А мене ми требаше таа трка. Јас не влегов во бокс, додуша не го ни гледав боксот каде е. Сакаше не можеш. Не знаев каде е боксот за да влезам, но морав да завршам пред нив за да добијам таа бесплатна трка затоа што мене главниот фокус ми е 2026 во Формула 4. Морам да сум спремен таму и да имам одлични перформанси за да Значи, успеам. Претходно некој тест немаш за Формула 4, освен овој кој ти се пружи прилика да го зграпчиш на некој начин и да да го добиеш тој тест, ама со твој пласман на Да. Твинго купот кој се тркаш. Тој и Класно. сега си земав јас тест, приватен тест за на Словакија ринг 30 јули, каде што после мојава следна трка во Твинго Куп на мост, тоа е за 2 недели, од 25 до 27 јули, јас ќе продолжам за Словакија ринг за да го тестирам и за да го учам Формула 4 болидот. Значи ти си сега дел од Твинго Еврокуп Рено шампионатот. Колку трки има во тој шампионат и како оди тој распоред? Дали тебе ти е густ тој цел распоред и како успеа да стасаш на трките и военно веќе сме распуст, како успеа целата таа приказна со училиштето да ја завршиш па и да бидиш конкурентен во тркиве, веќе си стварно си имаш баш добри приказни што реално не секој млад возач може да си ги кажи битно и од кај нас од нашава земја реално. Да, календарот за Твинго Куп ни беше прва трка беше Муџело во март. Многу проблеми со колата имавме таму, тотално беше обрат на колата да речеме. Имаш некоја несреќа во Муџело, некако те За малце ја спасив, болидот. колата не се возеше, завршив 10-ти и имав, да речем, зборев многу со механичарите и им реков, слушајте, колава не се вози. Ова не треба да е така. И само што ме послуша, јас имав пол позиција на Словакија ринг. Ги поправивме незгодите со колата и тоа што не чинеше. И имав после тоа нели Словакија ринг, па сега ќе е мост, Чешка, па потоа ќе е пак Словакија ринг и потоа Брно во Чешка и потоа Мисано, Италија. Таа е многу позната патека. Да. Мисано. Хото Гран При рейсинг, Да. кој гледа. И до следна година во Формула 4 ќе е уште погусто, ќе имаме 6 трки на 18 рунди, 3 трки од викенд. Ќе биде многу тешко, но ќе се возат многу попознати патеки како Red Bull Ring, Hungaroring, некој од овие годинава што ги возиме, Чешка, Словачка, но и неколку други. Чешка се тркате на која патека? Во Мост и Брно. И Брно плюс? Да. Супер. Значи во Твинго сега има 6 како што броев точно, 6 на 6 патеки се вози и по Да. 2 трки, така? Да, по 2. И значи ти е битен, има бодување после Да. трките, така? Како се поените по Не знам моментално. Стварно не ни ги имаат пуштено моментално. Да, Тоа ти е битно само во иако- трката да си пред твоите конкуренти за Да, Формула 4, да. што ти треба. Но тоа веќе не важи со Формула 4, тоа беше само за Словакија ринг. Сега ќе пробам да се борам за титулата. Имавме многу лоша на трка на Муџело, првата трка, како што напоменав, колата не се возеше, имавме многу поени, изгубив таму, но сега по полека ќе се враќам. Дали ќе бидам шампион Твинго Куп годинава, не се знае, затоа што Твинго не е само возењето, туку и многу среќа. Во првиот воз од коли се 10 коли, бидејќи тука слипстрим, како што знаете во Формула 1 работи многу и се поминуваме, ако си
прв на последниот круг, не победуваш. Те Да? поминуваат Да, 5 јас- коли во Аха. пред финишот. Значи сите чекаат до последно. Да, јас ги гледав, значи ти ја гледав трката во Словачка и онака знаете како баш онака чудно тркање немаш толку претицување онака на патека колку што мора тоа стратешки да го Да. возиш да го значи Мгм. да се потуркуваш со некој Да, да, одназад. Значи за Поради тие ветрината е многу причини битна. слипстримот што Да. Да. ете влечи многу и ти ако си на стартниот правец зборувам прв пошто во Словачка е прилично долг стартниот правец како што гледав и влегуваш прв сите од страна слипстрим. Да, Буквално да, влегува да, едно да. 5 коли во прва кривина, не се знае Мм. ништо кој ќе биде прв и мораш Да. секако да имаш барем некој да речам пријател, ајде ќе го земам, Да. каде што ќе Може да си да, помагаат. може Да. да помагаш, да. А и ти гледав на твојата онборд камера, нели објавуваше? Еве може да ја пуштиме сега. Може и се да На ја пуштиме? на видео. Да, сега га Да. гледајте. Епа, ти гледав и мафташ со раката на сред Да. трка се гледате? Да, со- има се гледа преку шофершајвната Аха. и ние комуницираме, вака ако му направам на некој тоа значи да ме буткаш или вака јас ќе те буткам. Аха. Или вака не ме буткаш. Значи тоа ти функционира со било кој што е на Да. патека може да пречи, Да. не е само договарено. Да, како да, трка, да, да, Може да. било кој. Јас најчесто работам со мојот тимски исто македонец. Поздрав до Марко Блажевски. Поздрав. Поздрав. Но исто со било кој може, знаеш, затоа што сам не можеш да напредуваш напред. И мора да работиш со некој, но да речеме ти треба многу среќа во Твинго купот и стратешки да си координиран со некој за да бидеш шампион. Дали ќе бидем шампион, не знаеме, но фокусот е дефинитивно на Формула 4 следна година. Тоа Значи- ми е мејн тој главен таргет. Аха. Па да, Главна ја цел е мислам и помнати. дека не, мислам иако е важно да си овде најдобар исто така и да се покаже сето тоа, па и мислам дека нема многу значење во тоа дали ти во Формула 4 Да. ќе бидеш шампион или во првите 5 велиме, еве примери Да. има во Формула 2, премин во Формула 1, нели Антонели, Берман, Мгм. сите тие имаја добри пласмани во Формула Да. 2, ама не беа шампиони, па еве Да. влегоа во пикот, значи на мотоспортот Формула 1. Се зависи колку ќе Да. импресионираш, значи на Да, патека. да. А ќе те прашував дека спомна нели последниот круг во Твинго, која би ти била најидеална позиција да си на последниот круг, онака да си на Трето второ? место. На трето? Трето Трето место. најдобро? Да. Па тоа е онака која средина од тој Да. воз, пример, колку се 6 возачи, еве при крајот да ги Мгм. кажеме, на средина, трет. Но ти ја би очекувал и второ да е прилично добро, пак имаш ти за ветрина, ама Да, зависи. на трето е посилна, зависи како си пенат. Зависи искрено секогаш од ситуација. Не, Може и добро, да. 10 ти да видиш, ама сите да ги пројдеш. Да не ти си имал тоа случајно. Не за мене, ама знам на некој што им Да. си има. Но сега пред малку спомнавте Кими Антонели Мгм. и Берман, сите тие доаѓаат од Формула 4. Тие се деца кои се научени во Формула 4, од Формула 4 поминуваат во Формула 3, Формула 2 некогаш не одат во Формула 3, Да. одма во Да. Формула 2. Тие сите возеле Формула 4, исто така има огромна конкуренција, следната година се натпреварувам против тимови од Швајцарија, Германија, Чешка, Италија и тие имаат огромна поддршка од своите држави, но многу спонзори, фабрички тимови, некој позади некој од нив стојат позади нив, како на пример Према Рейсинг, А. сите ги знаеме Према. Да. Према се, да речам, врвниот тим во Формула 4, 3 и 2. Мгм. Така да, ќе биде многу тешко, но ете, екстра мотивација за мене. Чим е тешко, тебе ти е Да. се помотивирачки. Така функционира. Да, стварно онака може да се каже дека Стефан е спремен за Формула 4 да се припа Дефинитивно, со дефинитивно. останатите. Сакав да те прашам тука, која ти е вака омилена стаза што досега си ја возел, дали на сим, дали на реални трки? Дали Тешко имаш прашање. некоја, пример? Тешко прашање, али јас би рекол Спа. Да, па. Спа би рекол дека ми е едно од омилените, но
Исто така и Mugello е одлична стаза која Дефинитивно. со било која кола е уживање да ја возиш. И е страшно, но е страшно. Не за мене, но За нас би било страшно. Не, страшно може да се каже, но е многу интересна стаза. Да. А Дали... спаја имаш возено? Не, во живо не, ама На на симулатор симулатор ти- имам 24 часа така. нали? Дали имаш преференции за патеке, дали сакаш да се во правец како што врти часовникот или сакаш во обратен правец патеки? Не знам искрено, до стазата, до кривините, до колата, зависи која кола, не секоја кола е супер на секоја стаза. Така да зависи и како ми е денот. Да. Значи немаш преференција. Да, се ти немам е- баш преференца, но ако е Се зависи колку си мотивиран. да, ако е добра, ако е брза, мислам дека најчесто на брзите патеки таму ми одговараат Мгм. повеќе да речем. Да. Да, пошто спомна нели ете сакаш дожд, значи баш си се навикнал на дожд, а си немал претходно тренинг, тоа е стварно Да. фасцинантно. Го сакам дождот затоа што првата трка ми беше на дожд. Нали да, ама Пишано онака било. Да. баш буквално тоа е тоа, знаеш, од старт имаш чувство, или си добар на дожд, Да. или не си. Да. Тоа значи А и тоа секогаш вика дека ги истакнува добрите возачи, онака како Да, не- го вика дека да. great equalizer, Да. значи ги прави Да, се да, еднакво, да, да. ни коли ни ништо. Са не знам како е во пониските категории, ама валјда Да, лично исто. функционира како Ја Формула мислам 1. дека и таму е некоја стратешка игра пак со кој Да. што кажа Стефан, нели, ете проблем имал кој и сам Па да. сам не е тој Да, крив, да. ете тимот направил грешка. И стварно мора да си зад некого, дали дожд, дали ова Мгм. стратешка сепак игра е на Да. Исто така и на дождот е, сега повеќето викаат дека колата не значи многу на дождот, но сетапот на колата и тоа колку држи значи. М. Например, ако колата не се контролира, ко например што видовме Макс Верстапен Да, во на Британија Британија, тој знаеме дека е едно од најдобрите возачи на Да, дожд. да, дефинитивно. Имал одлични перформанси, но јас гледав баш на дента пред едвој се возеше таа кола. Да. Така да на дождот ако не е стабилна колата, ти биди Ертон Сена, но не можеш да се Да. снајдеш Многу многу. кажа, убава Сега, споредба направи. има секогаш моменти можеш, например, да си истекнеш, но шансата да излеташ со таква кола е Се и огромна. затоа и тој си извратена. Да. Но пак ти можеш сепак да го извадиш најдобри резултат, но не е најдобриот со што би можел да биде со најдобар сетап, Да. да речеме пример. А тоа како функционира, онака како ги подесувате сета? Тоа е сета? цела наука. Тоа е Буквално искрено е онака. цела наука. Ние со Брабхам Мгм. 2-3 недели пред самата трка правиме сетап за колата и тоа константно секој ден нови работи менуваме, ново ставаме, ново пробуваме со часови возење, додека во живо нема толку време да се направи, но ете гледаме Макс Верстапен например ги прави своите сетапи од дома. Да. И исто и јас моментално во Формула 4 истото ќе го правам. Од дома ќе го направам сетапот и само ќе им кажам на механичарите да ми го направат тој сетап со колата и таму во живо нели тие мали разлики Да. ќе ги промениме. Тоа се твои преференции или преференции согласност на патеката, како го работиш тој сетап? И мој и на патеката и на моментално на временските услови, М, нормално и до колата. Да. Што е пак на некој начин некој чувство и ти знаеш каде е проблемот Мгм. и пример пренесуваш на твоите да речам инженери, М, Да. ова ми смета, поправете од тука. Да. И дали тоа е представа некој предизвик што е толку кратко времето на патека и каков е бил тој предизвик? Дали некогаш успеало тоа да се стигне да се направи сетап под навреме или некогаш па и се направиле мали промени пошто немало време на пример, како Да, би рекол дека во живо е многу потешко да се направи тој сетап, м, но ти ако имаш основа од симулаторот, ти само неколку работи треба да смениш. М. А ако почнуваш сетап да правиш на самата трка, ти имаш само 2 до 3 максимум слободни тренинзи и имаш многу малце време и нема да е толку перфектен. А на симулаторот јас
3 недели да го работам Да. унапред. Усовршено ги Да. целост. Многу поусовршено и да, и тоа е та. И исто така, додека сме кај симулаторот и вистинските трки, овој волан што го гледате пред вас е многу сличен во формулата која ќе ја возам, но исто така има делови од GT3 коли кои што ние ги возиме на симулаторот многу често. Тој ти е на Леман се трка, мислам, Да. 4 часа Леман, да. Со нив и возевме. Но јас го правам да ми е се посличен до Формула 4, затоа што овој волан нонстоп го користам за да ја учам таа кола. И имаме некои основи кои што се идентични, како на пример Ајде позади само малку да Да. направиме зум и Ајде, да се Зумира да се Мартинче. покажи баш добро Ајде што Волан. значи, каде значи секој Да. дугме. Еве, и ние реално Да, да, ја не баш знам ова ништо овде, прв само пат Да, гледам да, ваков, да, да речем пред мене Да. волан, сум возел на симулатор, ама знаеш каков симулатор? Оние во да, така зони за гейминг и Да. се тркаш како малите деца. Да. Тоа Е, е многу пообичен од овој Да дефинитивно. почнеме, тоа е прво многу поразличен од обичен волан, ти не можеш вака да го вртиш. Со една рака. Да, и имаме исто како во формулата, имам две типки Аха. кои се шалтери. Ова типка е, овој шалтер е за нагоре, за брзините, ова е за надоле. Потоа исто како во формулата имам овде неутрал копче, имам овде копче за радио, Покажи само на камера. копче за радио. Аха. Име. Овдека имаме свичови за traction control, кои усари ова е за traction control, но овде се гаси тракшенот, Аха. кои најчесто ги користиме во GT3 коли, во формула за жал не се користи, но и на пример тука ми е drink копче кое што го имам во формулата, не ми е активно нормално на симулаторот, Да, затоа што можам само вака и да се напијам. Но исто слично имаме тука ова што се врти е brake bias, Аха. колку да кочи колата напред-назад, ABS, кој се користи во некои коли, во формулата не, но во GT3. Имаме пит копче, во секоја тркачка кола го има ова копче Кога ќе за наглаш во пиц, значи. лимитер, за да не оди повеќе од лимитер. 60 км на час. Да, да. И генерално мислам дека тоа е тоа. Воланот е извинете, има копче што е многу битно, ова е за имам едно компјутерче, мислам екранче, Да. тоа сите го имаат болиди, за да ги менувам страниците, за да гледам информации и да им кажувам на тимот што се случува со болидот. Но генерално тоа е тоа. Воланите се сите направени од карбон файбер за да се полесни, ова е Да. многу лесен. И да, и Па, сега откако го објасни, ја мислев, сакаш вака и кога ќе ги видев воланиве, се мислев дека се прекомплицирани, онака сигурно е поедноставен од Формула 1 што ги има, но звучи истите работи од прилика Да, се, да. така да сега откако ќе објасни стварно не звучи толку комплицирано, не звучи толку комплицирано, но кога си на 250 км на час и не знаеш кај Сега прво да вака се убаво, свртиш е да. многу Да, комплицирано. да, дефинитивно. Да. И буквално во Да. се тресеш турбуленци, мора да го погодиш Дали ти се правото. научени на памет каде се Да, да, позиционира да, копчина, да, така? да. Ти сигурно нема се Да, пулиш да, во да, да. волана. Но тешко е, например, затоа што ја кога притискам некој копче, вртам со една рака, а воланот е претежок, не е како во кола, само вака Да, да му да, направиш да, и да. да сврти. Туку во формулата има огромни Г-сили, има директен волан е тој, значи тркалата ги осеќаш на раце и можеш многу лесно да ја скршиш раката и во формулата, но и во симулаторот да е направено идентично и треба многу сила, многу координација и многу фокус. Јас сум гледал тренинзи баш со воланиве, нели имаше од Чеко Перес како врта вака. А да, колку е тешко на тренинзи, да. Дали си го имал тој тренинг? Да. Го имам не со такви машини, но со мојот личен тренер имаме слични и Сте импровизирани, да, така. доста сум изморен после тој тренинг. Замисли. Не знам колку е
тешко тоа уствари вака сте како се мери во кикилажа, креваш кикилажа како вртиш или Не мерам килажа, но работам например со тегови, имам таков тег за што се става за нели оние бодибилдинг машини, добро? но јас го користам за тоа, не користам да речеме не одам во класична тератана, затоа што се губи многу баланс во класична тератана, наспроти јас работам многу со својот баланс, со својата тежина, затоа што иако звучи чудно, ти треба многу баланс за да не ти се сврти на сред Да, трка да, да. во на 200 и кусур во кривина. Значи немаш такви проблеми со тоа, со Не. навртење, никош ти се нема случајно да се... И во симулаторот е претежок воланот, Да. така да ја нонстоп тренирам. Браво, За среќа немам такви проблеми. доста спремен за Формула 4. Да, стварно твојов пат, значи од Формула Стар кон Формула 4 CES академијата е тежок и треба стварно на тренинзи, ментална Нормално, спремност да. и дури и од техничкиот аспект како што ни покажа се самиот Стефан, Да. значи гледаме дека Треба да се научи она на валаното. не е само така, ајде, ќе те седниме Да. во Да. болидо, во колава и вози као, окей, тука имаш проблем, така. Значи, сето е тоа као процес на учење, Да. на цела таа како тим уствари се функционира и тоа е тоа уствари што ние не го гледаме, Да. а го знаат тие внатрешното Да. инфо Да, што е Му, што до, се гледа. да, му значи- докажа на сите што мислат дека тркање е само вртење во круг, Да. дека не се во право дефинитивно, не, дека не, колку не, тренинг само дефини- лежи во овој спорт. дефинитивно не е воопшто слично со возење обична М, кола, но- воопшто не е слично. Е 20 пати потешко. И да напоменам дека тоа што го гледате вие на телевизија, брзината што ја гледате на онборд камери, како например на Формула 1, тоа не изгледа кузна и каква Да, да, брзина, но кога ќе седнеш во болидот, кога ќе почне да се тресе секое делче од колата и изгледа многу побрзо. Јас ја користам оваа референца како пример, еве. Сте гледале Star Wars? Јас не Еден искрено, филм ја гледам само само. знам. Добро, знаете она кога ќе му дадат газ на тој спеш Аха, шатол, да. она звездите кога ќе се уврзаат, такво е така се такво е се чувството, стеснува значи. патот, главата ти оди назад И ништо не греш. и одма доаѓа кривината. М, Многу да. е побрзо него што изгледа на камера. Не се сомневам. Трга и Да. Да. во врајче. Зато тренира за така Да, 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 не го за да не ми отиде главата. Да. ова, Како ти беше чувството да навлезеш конечно во тие формула, да речам, категории кои сега уствари, еве, ти го ти го остварија на некој начин овој пласман во Формула 4. Како ти беше чувството кога веќе стапна на тоа прво место на тој пиедестал кога крена трофеот во Формула Стар па и во Формула 4 CS? Па би рекол дека ми се оствори сонот. М. Прво јас само уште пред да ја победам академијата, само што стапнав во болидот, со се као на телевизија, како во телевизорот да сум легол. И тоа е остварување на сон од кој сум го имал од дете. М. На сон не само мојот, туку и на татко ми, мислам дека и на многу деца име сон да бидат во тој болид. И јас сакам да напоменам дека ако во мојата автомобилистичка кариера успеам да речеме стигнам до победам Ле Ман, стигнам до Формула 1, дај Боже, мојата цел е да отворам академија тука во Македонија за да биде многу полесен патот на едно македонче до тие светски ранглисти. Браво. Да не го поминат, да речам, тој тешкиот дел кој што јас го имам поминато, Да. јас да сум конекција до врвни тимови и така и натака. Да. Еве, еден многу јак, да речем, сам факт, не е баш јако, ама е многу лошо за земја како нас да нема стаза каде што се тренира. Да. Кај ги вршиш тие тренинзи на патека, доколку ги вршиш и дали
во твојот тренинг имаш вклучено картинг тренинзи, каде што, пример, еве, знаеме Skycard во Скопје ги овозможуварем тие услови за картинг тренинзи. Мислам, дали се спремаш таму или имаме нека патека од нашиот, да речем, сојуз автомобилистички, каде што имаме пристап да имаме тренинзи и сето тоа. Моето цело спремање на симулатор, мислам дека е најблиско до реалност, најефтино е да речам, затоа што тренинзите се многу скапи. Еве еднаш во месецот или не знам, ќе отидам до Словакија ринг да тестирам Формула 4 болидот, како што ќе одам сега. За врска за картинг, картингот мене сега ми е веќе касно. Да. Одам на картинг нормално со другари, мои блиски роднини пријатели за така за забава. за забава, Да, не се да. надпреваруваме, си имаме Попушташ малку. добро време, поминуваме, да. Заедно, но главно е на симулаторот и со мојот личен тренер. Да. Инаку секако ќе правиме трка некогаш во Индина, да знаеш, јас бев на картинг. Нели Стефан ми беше личен тренер, ама после моето попозење, тоа беше баш значи седнав во картинг, возам и требаше да возам 2 пати по 15, ама извозив еднаш по 15 минути. И вториот пат веќе ми се слоши и не можев да возам. И баш си правиме муабет, му пишувам као Стефан, бев на картинг, некој тип Сентрикс ми вика и само кажува, тоа што го правам јас не да го правиш. Да. Се Така да спрема. нема тоа да го спомниме, пошто Да. не треба никој да го прави тоа, тоа само професионалец Да, како Стефан да, може да. да го направи, Да. али стварно чим на картинг е тешко и турбуленци имаш на картинг и Да. ти се слошува замисли како е да возиш Над на 200. легендарни патеки со 200 км на час. Која е стварно највисока брзина што имаш да достигнат? Вака? Па за сега во формулата 240 км на час. Вау. Но тоа мислам дека ќе се зголеми во Дефинитивно. затоа што мост каде што ја тестирав беше краток правец. Аха. На Словачка ќе биде многу подолг правец би рекол, но тоа нема некаква разлика дали е 240, дали е 260 Да. км на час. Бројката само ќе се зголеми. Да, но разликата е во кривина. Има кривини каде што поминува формулата, не влегува, туку поминува со над 200 км на час. Има една кривина сега на Словакија ринг, за која јас што многу се спремам, поминува со 230 км на час. Ау. Така да тука вратот ќе работи многу. Спремај го сега, Да. брат. Тој клип едва ја чекам да го видам. Искам кога ќе Да. поминиш со над 200 во кривина, тоа е ствар. Не, Тоа е секако сигурно ќе би го- ти било прв пат со толкава Да. брзина во кривина. Да, возиш, не е така. толку страшна кривина, но има многу гес сила. Таа е Мгм. лесна кривина, но Значи не отпушташ од газ од Не, таа не, не, кривина, не. аха. Тоа е Добре, сега така. уствари приватен тест да, на 30 Да. јули. Виде. да. Браво, замисли возиш Twingo Cup, завршува трка директ тестинг на М. Формула 4. Нема одмор. Нема одмор, Нема не, одмор. браво. Значи сега следна трка ти е да речи во Twingo Cupот во Мост. Да. Дали веќе онака почнуваш да се спремаш за таа трка, како течи таа, како ствари течи тоа спремање за тие трки, нешто повеќе ни кажеш околу тоа, бидејќи тркава буквално е за колку? 2 недели, 2 така? недели. И каде би можеле да ја гледаме таа трка, па и на нашите гледачи да ме представиме и Да. да ја гледаме Да заедно. навиваме за тебе. Да. Таа трка се спремам многу трчам за таа трка затоа што е многу топло. Во колата во Твингото особено е 50-60, не 60, но 50, 40 до 50 степени и носам и комбинизон и тие едни под маички Аха. што се долги е пред топло внатре, не можам да си пуштам клима. Јас. нема клима, Ќе тоа е губиш на све брзина, изгледа. така, да. Да, и не можам ни прозор да отворам. А. Го отворив само на дождот за Приморан беше за да тоа, гледам. Да. За да преживиш Да. на така. Но може да ги пратите тие трки на YouTube, ќе ги има, запратете ме на Instagram и на моите социјални медии, Да. таму ги постигам сите линкови пред Да.
пред трките и да. Ете и- како што кажа, ете, ќе ги објавиш и ти Да. предпоставаме и Да, ние да, ќе ги да, објавиме да. кога ќе Секако, биде да, пред да секако. почне викендот, така да ете, доколку Секако, сте кој заинтересирани. да е на мост може да не посети Исто овој така, на да, тој да, да. викенд. Таму можеш да појдеш без да платиш нешто или се Не, секогаш може да се плаќа за на трибини, но не се високи Да, нормално. цените како во Формула 1. Прифатливи се, Да, значи. прифатливи Мгм. се. Па, Да. Јас сум бил на Формула 1 трка, цените за околу патека се прилично за нас, да речем, прифатливи по 100, Зависи од бадаката. 130 евра секако. Зависи кај седиш. Да, али на трибини е веќе поскапо. Да. Така Нормално. да. А и многу мене ме бендисува тоа што го спомна за дека доколку успееш, нели, дека сакаш да отвориш нешто, да направиш нешто за воиднина, дај Боже, што би може да имаме некои можни тркачи што може да има поголеми можности, значи ти јаве си се докажал со твојот талент, со твојот труд, се и ти дало можност да возиш за формула, да влезеш во формула категорија веќе, а и тоа е стварно убаво што ќе му помогнеш, дај Боже, на некои инди возачи, така Да, тоа ти е браво, баш супер идеја. Видете, ја неќам барем јас сакам неќам да заврши приказна со мене. Сакам да имам некој што ќе биде после, мислам кој што ќе ми биде кој следбеник после мене, да исто да успее да биде успешен автомобилист. Јас лично во иднина ако се надеваме, ако се е како што треба, јас би инвестирал во дете по можност да е македонче, но Мгм. секако ќе гледам талент јас од секдека. Нормално. Сакам да отворам своја академија во иднина во Македонија, да помогнам на спортот, на автомобилизмот во Македонија. Колку е мојот сон реален, не знам, но мислам дека ако јас успеам, тогаш би бил. Да. И со добра намера сум тука, сакам да помогнам и да направиме нешто добро за нашата држава. Така е. Значи, онака стварно си психички спремен и гледаме дека добро се носиш и сметам дека имаш голем потенцијал да стасаш до главните трки, како што спомна, нели, цел ти е нормално сега првична цел ти е Формула 4 шампионатот во 2026. Кој ти се вака понатамошни, да речам, цели, до кај сакал ти да стигнеш, дали сакаш да пробаш и нешто во некои други тркачки категории, зборувам 24 часовните трки кои се во Леман, нели, Да. престижот, значи СПА мислам дека има исто така не знам дали 4 часови. Истиот шампионатот е. Да, значи дали би сакал таму да се пробиеш во тој шампионат или сакаш стриктно се фокусираш само на овие трки во Формула 4 па Да. 3-2. Секојаш целта ќе ми биде Формула 1. Формула 1 е врвот на автоспортот. Да. И таа е огромна цел, нели? Но покрај таа цел, тука има и други опции. Јас можам да бидам да одам во врвни категории како Леман, век, Да. вец. После тоа има Индикар, тие се исто светски надпревари кои што можат да ми помогнат на мене да бидам врвен автомобилист, но исто така да ја представам нашата држава Да. Македонија на врвно ниво. М. И тие се моите две најдобри опции, да речам. Но ќе видиме како ќе биде, можно и во рели. Сега не знам, да не збориме пред време, но се надеваме дека се Си ќе ги биде чуваш како што тие биде. тајни. Да. Ајде ќе видиме, ќе не известуваш, ќе Да. објавуваме дефинитивно. Па Здравие Боже да стаса до таму се што радо. сакаш се Да. да успееш да исполниш. Па да, стварно ете ова е да речеме на приказна која стварно полека привлекува многу внимание и сметам дека вредеше да се искажи. Дефинитивно. Би го завршиле овој целосен подкаст со само уште едно прашање. Колку е само тешко од страна на финансиски аспект, значи зборувам, сепак не е така лесно, знаеме добро сите од светот, значи на Формула
Формула 1 колку е тешко од тој аспект да се влези првично, игра големи суми во тој сектор. Што е тука најтешко ствари да си го дозволиш? Која е првично најскапата работа која ти треба да си ја овозможиш за да стигнеш до таа цел, да речеме? Би рекол дека се е скапо. Нема најскап дел. Ние за среќа не ги купуваме колите, но го купуваме тимот, да речам, го овозможуваме за секоја сезона. За среќа јас имам стипендија со мојата победа на Формула 4 CES Академијата и јас си овозможив стипендија и не морам делумна стипендија за Формула 4. Еден дел ми е покрен, другиот дел јас ќе треба да си го најдам сам. Во моментално зборам со доста спонзори. Се надеваме дека ќе помогне и државата. Да. Секако ова е огромна шанса, Да. не само за помош, туку јас го гледам ова како инвестиција, како што треба и они да го гледаат. Да. И е огромна шанса за Македонија да успее во моторспортот. Јас ќе давам се од себе. Кога сме кај спонзори, да ги поздравам моите спонзори Elixir Exclusive. Фала ви на голем. поддршката и на соработката и секој дел, еве да речеме, е скап, особено механичари, нели транспорт, превоз и така натака. Гуми, за секоја сесија користам нови гуми, а тие гуми се многу скапи. Тоа Тие ти се мораш сликови. да го платиш сето или тимот го Делумно, пола. обезбедува? И потоа да ја обезбедиш сезоната, тоа е најскапиот дел, би рекол јас. И освен тоа, нели има и штети, секогаш има штети, како Да. што може да видите во Формула 1. Мислам дека ако нема штети си таму назад. Да. Така да во борба секогаш мора да си спремен на се и да, и тоа е тоа. Види, стварно се надевам дека ќе добиеш правилната поддршка и поттик, затоа ти ова е стварно голема прилика за нас и за тебе нормално и за нас како држава конечно да се крени нешто на друго ниво, нешто што кажа ќе видиш прв возач што некогаш возел во Формула 4 од Македонија, се разбира, така да тоа е стварно ти држиме среќа да се исполни ова со спонзорите и со поддршката. Да, дефинитивно е првично, значи сме сега ставаме гледаме значи следната трка, значи ти посакуваме многу среќа во мост. Да. Ќе ја гледаме секако трката, да знаеш. Ќе И нас си знаме. велам нема дожд има барем сега Фала во ви многу. Чешка. Дај Боже да не има. се случи. Тој сака да има, ма сака да се гледа, не да не види. Па Да, тоа да се јас гледа од само. тоа би се плашил пак да не се Да. повтори Сега ќе истата научат од грешката. Да, нормално. грешка и реално сега сметам дека по овие две трки како што ги спомна дека ете искуси се онака, искуси дош, искуси проблем, искуси како е да стартуваш од последните позиции да се качиш до некоја средина. Значи ги научи сите тие стратешки битки, игри и сега веќе полека се градиш како еден стварно шофер, што би рекле по нашки, шофер кој има потенцијал да стапне во пикот на мотоспортот. Тоа е тоа од нас, сметам дека ја представивме оваа приказна најдобро што може. Доколку имате некои прашања за Стефан, слободно поставете во коментарите, ние ќе следиме и Стефан секако ќе ви врати на тие прашања. Тоа е тоа, Давор, некои последни зборови, еве и Стефан да кажеме некои Па. последни зборови за оваа епизода. Имам едно прашање од нели како што знаат, ние фаќаме Формула 1 во главно и трки фаќаме, би сакал малку да споделиш ти за кој најуваш, како е сето, така да би те прашал прво кој е твојот омилен возач во Формула 1. Ти претпоставувам дека следиш Формула 1. Да. Фала Богу. Од сите времења би рекол Ертон Сена. Аха. Тој е мојот идол, но исто така не само како возач, но исто тој така дошол од земја која во тоа време немала такви услови и тој ми е мене мотивација. Исто така е многу брз на дожд, не знам дали Да, се да, слушнале.
И за сега, да речеме во Формула 1, јас многу го следам Макс. Нормално. Не Ајде, бек добро. нормално. Но исто тука и навивам за Алонсо. Значи, тебе тие да речам многу така си за по-агресивни возачи, да Ги речеме. цени шампионите. Ги ценам шампионите, агресивни не би рекол, затоа што мислам дека секој возач треба до одреден степен да е агресивен, Да. затоа што во тој свет, тој груп свет, ако си фин, нема Да. нигде да стигнеш. Да. Да, точно. Не, само пак нивниот стил е така по-агресивен, да речам, зема поголем ризик Да. и сето тоа, затоа. Како и секој шампион што треба. Ја би Да. рекол дека повеќе сака приметувам возачи што се истакнува на дожд, така Да. тоа е како што слушам од бригадскиот е твоја преференца на некој Да. начин, така да. Ете ги имаш менталитетот на Верстапен, возењето на Сена, така да имаме се супер тука. Се е погодено за Да, успешна кариера. Дај да Боже, се дај надеваме. Боже, дај А и Боже. баш онака како Макс се спрема, вози трки на Да, да, патека, да, вози да. симулатор, А. вози за Брабам, значи Брабам на Вика времето македонскиот Верстапен. биле стварно Тим Ипл што се Да, да, вели. да. 4 шампионски титули, сето тоа. Океј, тоа е тоа, Стефан, ти благодариме, стварно ни беше чест да си дел од нашиот подкаст и прв официјален гости на нашиот подкаст. Како ти се чувствуваше со нас вака како да речам како угостители во нашево студио, дали ти беше некако тензично, темпото дали беше се во ред? Да, фала ви многу по уште еднаш фала на поканата. Супер ве поддржувам, ве ги гледам, особено TikTok, Instagram ве следам. Супер дечки, стварно сте супер, имате тотална поддршка од мене. Се надевам покрај мене дека и вие ќе успеете, затоа што вие сте првиот подкаст во Македонија, од што знам јас, што следи Формула 1 активно и секој викенд стварно имате анализи, да речам, анализи на овој подкаст за се што се случува на трките и голема храброст што го почнавте ова и Фала Стефан, ти благодариме. Да, Да. еден аплауз свечен од нас. Така да, тоа е тоа. Се гледаме во некоја наредна прилика. Првично пратете ја трката во Чешка, значи во Мост од 25 до 27 јули. Ке ви пратиме секако линк, Стефан можете да го следите на социјалните мрежи. Тој ќе ви пушти линк, така да бидете заедно со нас и се слушаме во наредната епизода. Поздрав, чао. Чао. You've done it. And box now, box. We're heading into the wall, but you've got Verstappen going through turn number one.